Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Добре дојдовте во новата 2025 година. Оваа година не направив нити новогодишно, нити божитно, нити видео за празниците, а ви посакувам убава година, плодна, бериќетна, да ви се случуваат многу убави работи, полесно да се носите со оние помалку убавите и се надевам дека и во оваа година на разни начини ќе се дружиме и ќе работиме на себе си, односно на сопствениот раст и развој, како што тоа го правиме изминатите години. Тема на ова видео ќе бидат проблемите или предизвиците, односно решенијата на проблемите и на предизвиците, меѓутоа не потрагата по решение на нашите проблеми, туку нудењето решенија на туѓите проблеми, што многу често го правиме. Откако помина новогодишната еуфорија, сите желби, честитки, откако си посакавме се најубаво, некако спадна еуфоријата, се смирија емоциите и повторно се соочуваме со најразлични предизвици во текот на секој ден, во текот на нашите секојдневни активности, токму поради тоа што не мислам дека никој друг освен вас има решение за вашите проблеми, затоа и ова видео нема да биде насочено кон решавање на проблемите, туку кон посочување на тоа дека ние сме тие кои што треба да бараме, кои што можеме да најдеме, кои што треба да ги реализираме нашите решенија. Знам дека ова звучи навидум јасно и сум зборувала за ова и претходно во некои своји видеа, меѓутоа слушам како луѓето нудат решенија за туѓите проблеми и токму затоа решив да се потсетиме дека ние можеме да си ги решаваме сопствените проблеми или предизвици и дека нудењето на решенија на туѓите проблеми или имањето решенија за туѓите проблеми не помага, не функционира и е показател на нешто сосем друго за што повеќе ќе зборувам во видеото. Не само што другите немаат секогаш решение за нашите проблеми, туку и ние немаме секогаш решение за своите проблеми, ни треба повеќе време за да дојдеме до некое решение или треба да испробаме повеќе разни начини на решавање на проблемите, па да видиме што од тоа ќе функционира. А некогаш едноставно, поради нашата емотивна инволвираност во тоа што ни е предизвик, не можеме да го видиме јасно решението, тоа е апсолутно во ред. Тогаш ќе побараме, се разбира, и поддршка, и помош, и ќе поразговараме со некого, независно дали се тоа приватни разговори или ќе побараме помош од стручно лице. Меѓутоа, не за да ни ги реши некои проблеми, туку за да биде тука некаде, да можеме да се преслушаме, да се провериме, да не поддржи, да не следи по патот кој што треба да го изодиме за да дојдеме до решение на она што моментално ни е проблем, предизвик, што не тишти, што не мачи, што се обидуваме да го разрешиме или да го носиме најдобро што знаеме и умееме. Сум имала можност многу пати во животот да чујам како луѓето нудат готови решенија за туѓи проблеми. Ми се случувало и мене тоа да ми го кажат, и јас порано сум го правила тоа, затоа што сум зборувала за својата улога или позиција на спасител, во која најверојатно сум нудела и решение на луѓето за проблемите кои што ги имале, но со тоа не сум помагала многу, како што ни другите не им помагаат на луѓето на кои што им нудат готови решенија за кои тие мислат дека ќе функционираат, ќе помогнат, ќе разрешат. Јас се надевам дека тоа е така, дека луѓето имаат добри намери, дека тоа го прават со желба да помогнат, меѓутоа тоа не функционира. Многу пати из искуствата на моите блиски луѓе, на луѓето со кои работам, од моите лични искуства се покажало дека не само што не функционира, туку понекогаш може да предизвика конфликт, да предизвика оддалечување од личноста која ги наметнува решенијата на вашите проблеми. И токму поради тоа сметам дека треба да се зборува за ова, затоа што многу често паѓаме во вакви замки, особено со луѓето кои што не се блиски, како што реков, се надевам, водени од најдобри намери. За жал, понекогаш се оди дотаму што таквите решенија содржат и мора, треба, слушај ме мене, вака ќе направиш, слушај ме јас што ти зборувам. Моето искуство покажало дека тоа е така. Сега ти во моментов си премногу тажна, збунета, под стрес, не можеш да размислуваш, затоа слушај ме мене, пробај вака, ќе видиш, мене ми помогна, на овој му помогна, на оној му помогна. Се ова се готови решенија, туѓи решенија,
на туѓи проблеми. А луѓето зборуваат од сопствените искуства, кои што се одвивале во специфични услови, на кои што им предходело нешто кое што не е најверојатно заедничко за двете личности, во различни обкружувања, во различни временски услови. Дури и тогаш кога зборуваме од искуства и кога искуствата потсеќаат едно на друго, тие искуства се далеко од исти. Најчесто кога се нуди решение на проблемите, тој кој што го нуди решението, не ја знае целата приказна, независно дали другата личност не му се доверила целосно, не може да зборува ако е под голем емоционален товар или едноставно не може да се сети на се или не сака да споделува. Постојат многу други работи кои што довеле до создавањето на проблемот за кој што тој што нуди решение не ни знае дека постои. И токму поради тоа, другото решение нема да помогне. Дури и кога зборуваме од личните искуства, луѓето понекогаш многу ценат лични искуства. А замка, тоа е нож со двеоштрици, затоа што лице кое ги поминало конкретните искуства, ако не е обучено, едуцирано, ако не се сработило себе си, може исто така да биде под емоционален товар на искуството кое што го преживеало. И од друга страна не може да генерализирам. Не може едно решение да биде решение за различни проблеми на различни луѓе. Многу ги почитувам туѓите искуства и ги мотивирам луѓето да зборуваат за своите искуства. Но не за да решат туѓи проблеми, туку за да покажеме дека сите имаме лични искуства, имаме своји проблеми, своји предизвици со кои се носиме како што знаеме и умееме. Може би преку тие наши искуства, тие наши приказни да инспирираме, да насочиме, да посочиме, да покажеме некој друг начин на однесување, на решавање, на носење со проблемите. Во никој случај за давање на готови решенија благодарение на тоа што ние мислиме дека истото тоа некогаш сме го искусиле. Во некои ситуации, тој кој што има проблем или се соочува со одреден предизвик, воопшто не ни бара решение. Сака само да биде изслушан, сака да сподели, да се исправи, да му олесни. Тоа е апсолутно во ред, тоа е апсолутно човечко. Меѓутоа, се доаѓа во ситуација тој кој што слуша нема капацитет нити да ги слуша, туку избрзува да го донесе решението. И прекинува, понекогаш дури со зборовите нема потреба да ми објаснуваш, те разбрав, доволно е, да, јасно ми е, сега слушај ме, јас ќе ти кажам и така натаму. Другата личност која што го споделува проблемот, тоа што ја мачи, има потреба да каже, има потреба да биде само чуена, има потреба да објасни, има потреба целосно да се искаже, автентично, онака како што се чувствува, да биде ислушана, да не биде прекинувана. Може би некому тоа би му било исцелувачки, да биде целосно ислушан, затоа што е голема довербата и голема е привилегијата некој човек за она што го мачи, за она што го тишти, за она што му е проблем, почувствувал дека вие сте лицето од доверба на кое што може да му се довери и да го раскаже, да го произнесе токму така како што го чувствува и замислата од другата страна наидува на во ред, разбрав, добро, јасно ми е, ама не ми кажува, сум го прошол јас тоа и така натаму, што се разбира ќе доведе најчесто до будење на некаков отпор или повлекување на лицето кое што му требало и сила и храброст, може би и време, да подели, да произнесе нешто, побара помош за нешто што го тишти. Ако немаме доблесни да го слушаме, тогаш покажуваме во најмала рака елементарна непочит од другата личност. Тоа за нас зборува дека не сме добар слушател, дека немаме трпение, што за жал во последно време се помалку и помалку го имаме. Меѓутоа, ако веќе сме решиле да му дадеме можност некому да се искаже, тогаш треба да бидеме подготвени да го изслушаме, а доколку се побара од нас некаков совет, некакво решение, тогаш да бидеме внимателни, да ги избереме зборовите, да покажеме начини, можности, предпазливо, нежно, да кажеме, ете, јас може би така би постапил во некои ситуации, ова ми помогнало, не знам, види, може би тебе ќе ти помогне, што мислиш, можеш ли нешто од тоа да примениш и така натаму, иако се работи за приватни односи. Понекогаш луѓето се ранливи и нашето избрзување, истрчување, нашата потреба да доминираме, да го решиме тоа брзо, да дадеме готово решение, може да биде сватено од другата страна и како агресивност, што пак ќе доведе до повлекување. Замислете ако некој човек има некој проблем со кој се соочува подолг период, за кој не спие со ноќи, за кој размислува со денови, сега ние одеднаш го решаваме за 5 минути.
Što pokažuvаме со тоа? Дека ние сме многу паметни, имаме многу брза мисла, имаме решение за се. Луѓе се чувствуваат тој кој се мачи со тој истиот проблем со месеци, а ние ете го најдовме решението за 5 минути. И од која позиција настапуваме? Од експерт за човечки заблуди, дилеми, проблеми, предизвици, некогаш е тука многу добро да се запрашаме дали ние сме ги решиле сите наши проблеми и предизвици или на овој начин се обидуваме да избегаме од своите и да се ослободиме од она што можеби ние не сме подготвени да го преземеме и да го направиме. Вие кои што ги гледате моите видеа, кои што ме следите од подавна, знаете дека многу често имам потреба да се дообјаснувам во своите видеа поради ограниченоста со време и не може да кажам и да докажам се што сум мислела, а некогаш може тоа погрешно да звучи, погрешно да бидам сватена и овде имам потреба да се дообјаснам. Не мислам јас дека во животот треба се да решаваме сами. Апсолутно сум свесна дека постојат проблеми, предизвици, зашто бараме помош од други луѓе, затоа што се тие стручни лица, доктори, мајстори, експерти, луѓе кои што се занимаваат со правни работи, луѓето кои што се наши учители. Тоа јас сум апсолутно свесна дека никој сам не може да живее, дека сите зависиме едни од други, дека постојано си помагаме и се поддржуваме и си ги решаваме проблемите кои што се практични, технички, правни, за кои што се разбира дека ќе бараме и решение и помош од други лица, бидејќи сите заедно живееме, си помагаме и едни на други решаваме разни видови проблеми. Јас овде зборувам за оние работи кои што се наши заблуди, за одлуките кои што треба да ги донесеме во животот, за проблемите за кои што не зборуваме толку често и не зборуваме со секого, за оно што не го измачува умот и душата, за оно што не држи будни ноќе, за нашите одлуки кои некогаш сме ги донеле, па сега ги преиспитуваме, за одлуките кои што треба да ги донесеме, а не знаеме точно што да правиме, за промените кои сакаме да ги направиме, а не ги правиме од многу причини. Значи, зборувам за оние прашања кои што се врзани со нашата интима, со нашиот ум, со нашата душа, за одлуки кои што можат да ни го променат понекогаш и животот, а во секој случај ќе ни го променат секојдневието. Во такви ситуации понекогаш е неблагодарно, да не речам безобразно и дрско, да им ги наметнуваме нашите решенија, затоа што дури и да им ги дадеме готови решенијата, кои што се разбира дека ги немам, тие се тие кои што ќе треба да ги применат, да ги реализираат и да се носат со последиците од тие решенија и од собствените одлуки. А тоа е многу побитно од давање решение кое што можеби другиот не знае да го примени, нема капацитет, нема услови, нема сила, не го чувствува како свој. Ова се однесува на приватните односи, меѓутоа, бидејќи јас често во моите видеа споменувам да барате стручна помош кога ќе заглавите, кога не можете сами да донесете одлука, кога ви треба решение, кога ви треба помош, кога чувствувате дека не можете сами. Пожелно е да се бара помош, да се бара стручна помош. Тоа не значи дека кога ќе отидеме да работиме со тренер, со терапевт, со психолог, дека тој ќе ни го даде решението на нашиот проблем. Го спорувам затоа што многу луѓе имаат очекувања кога ќе отидат кај некое стручно лице да побараат помош, да им се реши проблемот, да им се реши колку што е можно пократко или решение на долгогодишен или долготраен проблем кој што ќе биде брзо, ефикасно во неколку чекори. Тоа го разбирам. Луѓето сакаат брзи, ефикасни решенија. Никој не сака да троши време, да копа длабоко во себе, да размислува, да се анализира, да поминува разни емотивни состојби. Меѓутоа, тоа понекогаш едноставно неотходно. Нема лесни и брзи решенија, особено на проблеми, дилеми, заблуди кои што сме ги граделе со години. И затоа не треба да очекуваме нити од стручните лица да ни најдат решенија за нашите проблеми. Тие се тие кои што ќе ни помогнат да дојдеме до решенијата на своите проблеми, да се носиме со тоа што не можеме да го разрешиме и додека не го разрешиме. Можеби ќе ни покажат различни начини, можеби ќе ни покажат нешто што ние не можеме да го видиме, односно да го видиме тоа зашто во периодот кога бараме помош и немаме можеби можност, затоа што сме преплавени, затоа што сме во некаков емоционален дисбаланс, затоа што носиме некоја голема тежина, тага, без фрустрација и тоа ни го замаглува јасното и свесно гледање на тоа што се случува околу. И затоа постојат тие стручни лица да ни помогнат
da mi se raščisti, da mi se razjasni, da bidet so na svo toj proces. A nije poleka sami da doaѓаме да одговорите до решенијата, до промените, до целите, што и да ни е целта кога бараме помош од некого. Не за да ни дадат готови решенија. Како што е тоа неодговорно од стручните лица да ви понудат готови решенија или решенија кои што ќе се случат за 10 дена, за неколку дена, за неколку сат, така исто е неодговорно и во приватните односи. Затоа што и во едниот и во другиот случај потребата е иста. Се биде ислушан, да се сподели нешто, да се чувствуваме дека некој не разбира, дека е емпатичен со нас, дури потоа да се насочиме кон решавање на тоа што ни е проблем. И да бидеме трпеливи, да бидеме подготвени дека некогаш ќе ни треба многу време и да имаме доверба во личноста на кој се доверуваме, со која споделуваме дека ќе биде тука за нас, како наша поддршка, како наша помош, како некој со кој можеби ќе можеме и да се проверуваме до каде сме, како сме, но во никој случај да ни даде готови решенија. Иако видео го посветив на сите оние кои што нудат готови решенија на туѓите проблеми, ќе го спомнам бидејќи веќе ја спомнав потребата од стручна помош и оние кои што очекуваат да им бидат дадени готови решенија. Понекогаш луѓето не можејќи да го носат притисокот или тежината или болката која што ја чувствуваат од проблемите, предизвиците што ги имаат пред себе, навистина сакаат некој друг да им ги реши проблемите. И јас сум била во такви ситуации, јас сум сакала и ден денес сакам да постои некоја таква опција во која што некој ќе ми каже 5 работи, јас ќе ги применам и се во животот ќе ми се реши, проблемот ќе исчезне. Меѓутоа, тоа не постои, тоа не е реално. Особено ако се работи за проблеми, предизвици, заблуди, преиспитувања, одлуки кои што подолго време ги носиме со себе. Не може да очекуваме дека тоа ќе се разреши во 5 минути со 5 чекори со тоа што некој готово на кацна ќе ни го понуди. Ако беше тоа така едноставно и лесно, многу брзо сите ќе ги решававме своите проблеми, меѓутоа во реалноста тоа не е така. Затоа и дури кога бараме стручна помош, колку што може помалку да поставуваме прашања. И сега како да го решам ова? И сега што да направам? А ти да си на моје место, што ќе направиш? А ова од каде доаѓа? А зошто сега вака се чувствувам? И да направив се и пак не ми помага, што не е во ред со мене? И така натаму, и така натаму. Имам разбирање за сите овие прашања. Јас сум ги поставувала и си ги поставувам понекогаш и во себе пред другите. Меѓутоа, нема одговор на тоа, нема решение за тоа. Решенијата на нашите проблеми ги имаме само ние. Начинот и патот како ќе дојдеме до нив е нешто друго. Дали во одреден период сме подготвени да трагаме, да чуеме, да примениме, тоа е исто нешто друго. Очекувањата дека некој друг ќе го направи тоа за нас се неосновани, нереални и затоа колку што е можно помалку да ги имаме, за да не се чувствуваме разочарани, изневерени од другите кои што не ни помогнале или не ни ги решиле нашите проблеми. Затоа што тоа не е нивна работа. Нити пак е наша работа да решаваме туѓи проблеми. Реков тоа, не се однесува на секојдневни предизвици во кои на сите ни е потребна туѓа помош и поддршка, кои што се од физичка природа, кои што се технички, кои што се правни, проблеми кои што се врзани со разни диагнози, болести и така натаму, веќе за тоа ни е на сите потребна помош. Сите други заблуди, одлуки, дилеми, освен ако не се работи за лица кои не можат самостојно да одлучуваат, за малолетни лица, тогаш не е наша работа. И секако дека треба да се поддржуваме, да се помагаме, да се слушаме, да бидеме така едни за други, особено во кругот на семејството и за блиските пријатели, за луѓето кои ни се драги, со луѓето со кои на различни основи соработуваме, особено ако се работи за стручна помош, тогаш се разбира дека треба да бидеме подготвени и да изслушаме и да помогнеме и да поддржиме и некогаш да имаме решение за некои конкретни проблеми. Меѓутоа, не за она што го менува животот, ние треба да бараме многу повеќе решение за своите проблеми, за своите предизвици, а многу помалку за туѓите. Јас ви посакувам помалку проблеми, полесно да ги решавате, полесно да се носите со тие на кои не им е време или не сте подготвени да ги разрешите. Ви посакувам поддршка, разбирање и убава комуникација со блиските и пријателите и да имате сила, волја и мудрост да ги решавате сопствените проблеми и да уживате во секојдневието и во животот онолку колку што можете и покрај сите предизвици кои што животот ги носи.
Vi благодарам што сте тука, ви благодарам што го гледавте ова видео. Ставете лайк ако ви се допаѓа, приклучете се на каналот, споделите го ако мислите дека некој може да му послужи. Се гледаме во некој следно видео со некоја нова тема. До тогаш, уште еднаш, посакувам се најубаво.